За да се обезбеди непречено водоснабдување на жителите на село Палчиште, се зафаќаат водите од изворите во атарот на Јеловјане. Жителите од ова планинско село реагираат. Велат дека со зафаќањето на овие планински извори остануваат без вода за стоката, а поставувањето на цевките и движењето на градежната оператива ќе им го загрозат приватниот имот. Лути се и на локалната самоуправа на Боговиње, бидејќи не ги консултирале пред отпочнувањето на работите. Буквално село страда. Значи, ако му земете на ова место население, шумата, водата, не знам, пасиштата му земете, луѓе да земе да ги оцелиме, да ги носиме кај сакат. Тоа е све приватен имот, значи све ќе треба да се копа низ приватен имот, ќе дојме до поголеми проблеми, затоа ова као предупредување да не дојме за несакани последици да имаме понатака. 5 извора добила Палчиште, 4 извора добила Камењане, 2 извора големе која покрили централа Тетово, ние што правиме? Они не престанаа да бараат, па им дадоме уице 1, уице 2, уице 3, сега имаат ливадиште со 3 цевки огромни, толку вода зима Палчиште, колку за Тетово не зима толку вода. Никој овде не се обратил во селово, така самоволно, булдожери, на насилен начин горе, се хара, помилане низ мои ниви не ни прашале. Градоначалникот на Боговиње Хазби Идризи вели дека се испочитувани сите процедури. Добиена е дозвола за корисничко право од Министерството за животна средина, додека градежната дозвола ја издала општина. Ние сме ги фиксирале изворите на за вода за пиење за населеното место Палчишт, така да станува збор, значи уште еднаш станува збор за обезбедување вода за пиење заедно од поголемите села што гравитира кон општина Боговиње. Населеното место од село Јеловјане има право, кога има право. Во овој момент би рекол дека не се управо, бидејќи вода за пиење, односно водите не се под наша ингеренција, водите се под ингеренција на владата, односно на Република Македонија, тоа значи е природно богатство. Ако е потребно, и е потребно, да се бара користичко право од дотичната министерство, тоа се бара и се добива. Кога се земени подлогите на терен за тој проект и кога е спремен тој проект како главен проект, нормално таму се предвидени сите, бидејќи практично и таму ќе помине. Ако евентуално, бидејќи сега се запоставени сите тие места таму и не знае кој каде е овој атарот, односно меѓата каде е. Затоа, ако испадне некоја територија, односно некоја парцела да биде приватна собственост, па за тоа ќе имаме, ќе правиме, ќе разговараме, ќе ги средниме тие. Ние нема да носиме таа земјиште од таму. Ќе се ископа каналот, ќе се затрпи и толку. Значи, нема да биде ништо лошо. Напротив, може да поставиме некоја чешма таму, некој решение ќе најдеме. Не е проблем за да се најде такво решение. Идризи најави дека за да се расчистат сите недоумици околу ова прашање е подготвен на разговор со жителите на Јеловјане. Во меѓувреме, тие со жив штит ги спречија работниците и представниците на локалната власт да ги продолжат работите започнати пред неколку дена.